Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за родителство. 0+ месеци на телевизија Телма. Многу родители не знаат како да го следат невролошкиот развој на нивното бебе, бидејќи не се сигурни како тоа треба да реагира и да се однесува. Па дали е важно уште од првиот ден да биде следено новороденчето за навремено да се воочат евентуалните невролошки потешкотии. Кога ќе се роди бебето, тоа има одредени рефлекси. Зошто се важни примитивните рефлекси во проценката на невролошкиот развој на бебето? Потоа, разрокоста може ли да укажува на невролошки проблем? А доцнењето во говорот имаме навистина многу прашања кои што ќе ги упатиме на професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Како да се следи невролошкиот развој кај бебето, ќе запрашаме професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар, неонатолог, а од септември и детски невролог. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Како и секогаш најубаво се чувствувам ке вас. Професорке, многу родители не знаат како да го следат невролошкиот развој на нивното бебе, бидејќи не се сигурни како тоа треба да реагира, како треба да се однесува. Па кои реакции се пожелни, нормални кога станува збор за невролошкиот правилен развој кај новороденчето? Ми се допаѓа што го кажувате новороденчето, бидејќи фазите на развој на детето почнуваат токму тој новороденечки период или од самото раѓање, кој е клучно и секогаш говорам, тие први 20, така наречени златни минути на самото раѓање одредуваат многу работи понатаму во понатамошниот развој воопшто на едно дете, но првата година за кој ќе зборуваме денес е исклучително важна, бидејќи таа се дели во неколку сегменти. Првиот сегмент е овој новороденечки период што го споменавте, и тој некаде е од првите 7 дена, каде што стриктно го мониторираме после раѓањето детето и односно новороденото. Потоа доаѓа еден период до 40 дена каде се адаптира, значи адаптациониот период веќе е поминат, и период на доенче. Така да многу еве јас и на колегите кажувам општо, не можете да кажете за доенче од 7 месеци дека е дете, сепак тоа е доенче, се уште е врзано со еден бонд, атачмент со фамилијата, со родителите, и има комплетно различно однесување од детето кога ќе направи веќе прва година, односно 13 месеци од кога очекуваме дека почнува да проодува, па се до третата година кога е мало дете, па станува веќе поголемо дете до некаде 7-та година и веќе започнува така наречениот предпубертетски период и адолесценција. Но тоа се различни сегменти во развојот кои се стриктно врзани и со развојот на централниот нервен систем, односно мозокот, и затоа не можеме да дадеме една општа карактеристика дека ако детето се однесува вака или така, тоа е излегува надвор од нормала. Прво што мораме да знаеме како било практично самото раѓање, односно да вратиме уште 9 месеци претходно, односно бременоста, и потоа да се надоврземе на тоа кога е родено, како е родено, имало ли проблеми, немало ли проблеми, и да дадеме конечен заклучок, односно конкретна патека на однесување на родителите кон детето во неговиот добар понатамошен развој. Професорке, дали бебето треба да реагира секогаш на гласот на родителот? Дали треба да се смири во прегратките на мајката? Говори ли тоа за правилен невролошки развој? Интересно прашање на кое јас вака ќе ви одговорам. Прво, знаете дека има една поговорка која вели 100 луѓе, 100 различни карактери. Секоја мајка не е иста. Мајчинството кога доаѓа, кога ќе се роди бебето, се појавува на свој посебен начин, а тоа ги вклучува во себе хормоните кои почнуваат да создаваат комплетно едно однесување, нели, кон рожбата која е еднаш за секогаш непроценлива и незаменлива. Така да гласот на мајката, колку и ние да мислиме дека е непрепознатлив, тој што во утробата на мајката е препознатлив, и не само гласот на мајката, туку гласот и на тие кои што се заедно со мајката, бидејќи сепак се рачуна дека нели има и повеќе околу неа кои се грижат за евентуално идното бебе. Така да реакциите на детето официјално или новороденчето, односно доенчето, треба да бидат такви кои први би требало да се свртат на евентуално повикување на некаква реченица или некаков збор или некаков повик на кое што нели гласовна вибрација би требало да се сврти доенчето.
На овие простори постои едно убедување дека бебето не треба да се зема цело време во раце, за да не се размази и да не научи на таков начин да заспива или потоа постојано да бара да биде во прегратките на мајката, на таткот и слично. Но има ли вистина дека допирот, контактот кожа на кожа, зборовите кои што се упатени со љубов кон новороденчето директно влијаат врз развојот на неговото мозоче? Јас како во рамките на субспециализацијата неврологија почнав да навлегувам малку подетално кон проучување на тие внатрешни ослободувачки, така наречени субстанци кои влијаат на развојот и на мозокот, на тој бонд или атачмент на детето со мајката, навистина свативме дека тој допир што го кажувате, кожа на кожа, не е случаен. Не е случаен заради тоа што тој самиот практично врши еден вид стимулација, нели кожата врз кожата врши еден вид стимулативен ефект кој што го подобрува така нареченото расположение, кој ние не го гледаме кај бебето, но го чувствуваме. Така да сигурно дека знаете постојат стигми, нели, или некои работи кои се кажани од ајде не го земете за да не го размазите, тоа сигурно се треба да се има граничник да не се претера, меѓутоа како и да е тој таа преградка, тоа чувство на припадност едно со друго е незаменливо и е само тогаш, бидејќи да сакате понатаму, детето како расте, веќе се повеќе се одвојува од родителите и нема да имате прилика повторно да го почувствувате тој стимулативен ефект кој еднаш за секогаш се чувствува прво на раѓање и затоа нели тоа кожа на кожа од кога ќе се роди бебето се става веднаш на мајката, ако е природниот начин на раѓање, а и да е кој да е друг начин, секогаш се препорачува, бидејќи пак ја кажам, стимулацијата е она кое што го стимулира и целиот организам, го стимулира мозокот, не стимулира нас кон една срекна насмевка и срекно живење и дури ќе ја приметите, јас се имав прилика неколку пати да приметам насмевка која не е од оние насмевки на која ние реагираме заради нешто на кое се смееме. Тоа е спонтано, како и примитивните рефлекси кои се спонтани и доаѓаат од стимулацијата на задоволството кое го чувствуваме преку мозочното чувство. Дојдовме до примитивните рефлекси со кои што се раѓаат бебињата. Всушност, овој прв контакт кожа на кожа вела дека го стимулира првиот рефлекс, а тоа е рефлексот на цицање. Сега, зошто овие рефлекси се нарекуваат примитивни? Што тоа значи? Она кое што е најважно, тоа е развојот на мозокот, кој што ми е мене исто поле на истражување. Тоа полето мое се сведува на првите 3 месеци кои што се исклучително важни. И еднаш мислам ги говоревме нив. Нема да се осврнам кон нив, него ќе се осврнам на првите 3 месеци, 6 месеци до првата година, овој пат во разговорот, бидејќи сметам дека тука се врзани рефлексите. Вие го чувствувате само бебето во утробата на мајката како фетус, нели, како нешто што кога ќе се роди, тогаш прв пат ќе видите практично што е радост и што е среќа, но таму го чувствувате само мрдањето на бебето и практично затоа велат исто стимулативни убави ефекти од музика, смут, џез, дури сега по новото тоа исклучително добро влијае врз развојот на синапсите и развојните структури во мозокот кои што се врзани со синапсите со оние врски помеѓу нервните клетки. Влакни и клетки, внатре дендритите и сите тие други внатрешни структури кои ја одвојуваат сивата, белата субстанца и сите сплетови на, да речам, нервни завршетоци кои продолжуваат понатаму и завршуваат до последниот, да кажам, дел од телото и кои што пак се координирани од мозокот. Но тоа е нешто што се чувствува внатре во утробата на мајката. Кога ќе излезе бебето, веќе тоа е новородено. Но развојот на мозочето кога ќе се роди детето не е исто како што кога ќе помине извесен временски период кога созреваат сите останати структури во мозокот кои понатаму го почнуваат говорот, го почнуваат слухот и реакциите, па исто така влијаат и на движењето и на сите останати работи кои се менуваат од месец на месец, малтено ден на ден и вие гледате како практично како се развива мозокот и како новороденото станува доенче, постепено станува нели поголемо дете, тој развој на мозокот и тие примитивни рефлекси се губат, бидејќи практично мозокот преминува од новороденечки во доеначки, односно во, да кажам, постепено во детски мозок, истиот не можете да го рачунате како возрастниот, каде што веќе е созреан и каде што се смета дека веќе реакциите се комплетно различни. Така да примитивните рефлекси се тие кои што се раѓаат
најпрво, нели, затоа и као примитивни се викаат, и постепено се губат. До одредена возраст треба да ги снема? 3, 6 месеци, 9 месеци, година дена. Ако останат подолго? Тоа е тоа што се гледа од наша страна, за да може да се види дали има или нема проблем детето. Доколку не се изгубат во предвиденото време, дали е тоа причина за загриженост? Јас пака сум многу внимателна околу тоа, бидејќи знаете како кога ќе кажете на родителите дека постои нешто кое што е како проблем, подобро е да, доколку истиот сметате дека ќе му треба малку повеќе време за да се изгубеве, да кажеме дел од предвремено родените, им треба многу подолг временски период за да се и добијат и изгубат тие рефлекси. Значи, тој период мора да се земе во предвид и зависи од начинот на кога е родено детето, како е родено, како било бременост и така натака. Значи, морате повеќе фактори да ги ставите како константа која што ќе го одреди вистински ризикот на тоа дете понатаму, и тоа го споделувате со родителите на еден умешен начин. Ако сметате дека му треба време, а грижата е огромна, бидејќи се чита денес, се отвори, се чита, интерпретацијата е секогаш нели различна кај секој од нас, односно кај секој од тие кои што се родители имаат секаков тип на интерпретации, кои што може да бидат од најзастрашувачки, и нормално грижата станува многу голема. Ако сте вие умешни, ако знаете дека тоа ќе помине, е само транзиторно, исто како и овие рефлекси кои се транзиторни, тогаш ќе умеете да го смирите родителот и да му дадете време на развојот на мозочето, на кој кај секој различно оди, да дојде во фаза каде сега можете да речете, сега е веќе окей се. Но до тогаш, ако сметате дека нешто отстапува, повикувајте го само почесто на контрола и давајте пак стимулативни техники на вежбање, кои само ќе можат да го стимулираат мозочето во делот каде што сметаме дека можеби за некои работи ќе има проблем. Но сигурно, ако е се во ред, ќе ги ослободите родителите, бидејќи пак ќе кажаме на мала ситница може да промени многу работи. И позитивно, и негативно. Ако е па негативно, и ако ги ставите мајката особено во една негативна фаза на размислување кога детето нешто му фали, под наводници, па вие имате родители кои не спијат после по цели ноќ и само го посматраат своето дете и практично го руинирате и оној убав момент кој што се споделувал особено во првата година. Родителите може да ги прочитаат, се за сите рефлекси, велат дека најважен е моровиот. Да. Зошто е тој толку важен и каков е тој рефлекс? Оно што јас го гледаме вака кога патувам по одредени дестинации каде што луѓето имаат, да кажеме, одредени искуства во невролошката патологија и неврологија генерално, па и нормалните работи, е тоа да имаат добар клинички увид што и како прави и како се однесува новороденото, односно доенчето. Значи, клиничкиот преглед е исклучително важен. Еден од тие клинички прегледи вклучува тие 6 примитивни рефлекси. Малце го допирате тука, тоа е на првото, и гледате дали го има рефлексот за цицање. Потоа го гледате и го разгледувате детето, и тоа е токму овој моров рефлекс каде го поставувате и очекувате да ги држи рачињата нагоре, што е уште и старите велеле, ако ги држи рачињата горе, значи сепак мозочето е добро и е здраво, и тоа не е случајно врзано со сите врски кои понатаму се развиваат и овозможуваат, нели, понатаму да не ги држи рачињата само горе, туку да ги спушти и доле, и тоа пак му треба време, што е врзано со развојот на мозокот. А со моро, тоа е исто така изведено од колегата Моро, кој што го има кажано тоа. Го ставате бебето на обична пелена и само ја потегнувате пелената и гледате дека има она рефлекс на спас, или што се случува со мене, тоа нема координација вистинска, но гледате дека нешто внатре го истимулирало за да тоа изреагира. Тоа се тие така наречени рефлекси во кои постоењето и желбата за спас ја приметувате уште во најраната возраст. Но како тоа доаѓа 6-ти месец, веќе постепено осознава, веќе не можете така да го излажете со таков обично потегнување на пелената, и веќе тие рефлекси постепено исчезнуваат. Дури, јас една од испитните прашања на колегите мои, кога ги спрашувам, велам, како изгледа бабински, тоа е исто така еден од тие рефлекси, односно гребење на долниот дел на стапалцето. И се многу интересно. Кај секогаш кај новороденчињата, за гледачите, тоа и да го знаат, кога ќе го направите тоа, така наречено поминување нели на стапалото, кај возрастен ќе предизвика рефлекс на собирање на прстите. И тоа е нормален.
а кај бебињата обратно, лепезасто ширење. Значи лепезастото ширење значи здраво бебе. А ако гледате дека прави обид да ги собере прстињата, тоа значи дека нешто се случува горе, дури и да не продолжите понатаму со диагностиката која мора да ја продолжите доколку тоа го прави. Ако го прави обратно, значи како возрасен, тогаш тоа не е добро. Затоа новороденото и доенчето не се возрасен во мало и не можеме да ги третираме исто. Се си има своја посебна динамичност и посебно објаснување што се јавува кај децата верзус возрастните. Професорке, а треба ли да се стимулира рефлексот на фаќање кај бебињата, бидејќи некогаш родителите знаат да отворат шаката на бебето, па во неа да стават по еден поголем цврст предмет, за на тој начин бебето да го вежба овој рефлекс? Апсолутно нема никаква контраиндикација за тоа. Дури ако се почувствува добар и паметен лекар ќе почувствува дека можеби во делот од фаќањето и цврстината на мускулатурата и моториката очигледно не задоволува можеби некогаш, тогаш ставањето на предмет исто треба да биде еден вид тренинг, каде ќе може да го тренира колкава ќе биде јачината за да го држи тој предмет и на тој начин ние гледаме дека практично се е во ред. Сите тие тренинзи што ги правиме дома се во склоп на една игра и на една така наречена забава, која кај детето треба да предизвикаат исто така чувство на задоволство, а во исто време стимулација која заеднички ќе предизвика фактички осет дали детето оди во добар правец или можеби ќе треба некој дополнителен преглед за да видиме дали е се во ред. Дали проблемот со примитивните рефлекси е поврзан со конкретни невролошки проблеми? Да. Апсолутно е поврзан и затоа се викаат рефлекси. Рефлексите се реакција на организмот, на централниот нервен систем и сите сплетки на крвни, на нервни завршитоци и патишта кои што практично го одредуваат понатамошниот и детерминираат понатамошното исправување, значи на телесната осовина ние велиме, дали истата е лабава или не е лабава и затоа да не пребрзуваме некогаш да го оставаме детето да седи. Оставете му време на времето да созреат работите како што треба, за да може практично детето на тој начин правилно во една одредена временска рамка да ги добие сите оние потребни работи. Секој она кое што мислиме дека е пред време, убаво и важно да го направиме, може да има контраефект, па дури и да предизвика, да кажеме, во некој момент дури и негативни последици. Сега не би околу тоа дебатирала, но оставете го детето спонтано, само да си го создаде тој рефлекс настанување, моровиот рефлекс постепено да исчезнува, не го стимулирајте понатаму, оставете да кога ја фаќа играчката, дури почнува момент каде ако таа истата испушта звуци, приметувате дали ги следи звуците и со тоа веќе ви е јасно дека слуша, дека гледа и тоа се начини на кои ќе можеме ние постепено да гледаме дека изумира примитивниот дел од мозокот, почнува да се развива постепено во повозрасен и станува практично веќе дел од оние кои што ние и ги гледаме, дури имаме така наречени Ајнштајн дечиња. Кои што може да се препознаат рано? Тоа сега јас имав прилика да видам каде што бе во Лондон. Таму и посебно има за нив, ако веќе препознаат дека некој од работите ги прави пред време, тогаш го следат на посебна листа го ставаат, го следат и тие понатаму гледаат, бидејќи секој од нас не е подеднакво подготвен да биде добар во познавање на јазици или познавање на историја, географија, математика и сите тие делови во мозокот се на посебни места складирани. Така да кога ќе се почувствува дека тоа дете тој дел го има развиено добро, тогаш го стимулирате тоа. Да нема подобро нешто од тоа. Да знаете навреме да го стимулирате тоа за кој сте најдобри. Така ќе го дадете максимумот од себе. Тоа е многу важно. Нас некако сите се во исти кош. Како да сме сите во исти кош и мислам дека е убаво да почнеме некако, се надевам, јас планирам дека тоа од кога од септември месец некако да направиме една убава група на луѓе кои што ја разбираат проблематиката за да можеме и во тој дел да помогнеме нели во евакуација на децата кои што навистина ги бива за математички работи и да ги искористите понатаму во животот. Да се потикнат на време, за да се го искористат максимално сопствениот потенцијал. Не е греда ако имаат тројка, четврка во нешто што не ги бива, не може се да ги бива. Секој од нас во нешто е подобар, во нешто е понедобар и така натака. Да проговориме малку за разрокоста, професорке.
Дали таа може да укажува на некаков невролошки проблем, бидејќи кога се раѓаат новороденчињата, се случува едното окце да оди навнатре или нагоре. И родителите кога ќе прочитаат на интернет, навистина има застрашувачки информации. Знаете како, и тоа е пак поврзано со развојот и на мускулатурата, на делот од булбусите, во кои што се практично мускули, и тие можат некојаш да бидат полабави, па со тек на време да зацврстат и практично таа разракост да ја нема. Тоа, велиме, до одреден временски период е физиолошка, така наречена разракост. И не се сите бебиња во истиот кош, пак ја кажам, некои го имаат, некои ги немаат, но не дигаме паника пред време, оставаме, пак ја кажам, еве како и со примитивните рефлекси, така и со овој така наречен физиолошки страбизам кој може да се јави. Физиолошки страбизам до одреден временски период, после кој веќе истиот се разбира дека треба да биде испитан, и тоа е многу тешко, и некако гледам кај нас се уште имаме проблем со тоа овој период од првата година да ги фатиме работите на време. И во однос на детска офталмологија, и во однос на детска оториноларингологија, значи зборувам за оваа прва година која што е многу важна. Слухот да се види на време дали има проблем, говорот да го фатиме, го има, го нема, и тоа е во склоп со централниот нервен систем, бидејќи сите центри се наоѓаат во мозокот. И практично како мозокот се развиваат и тие центри, проговорува детето во одредена возраст, одредени слогови, значи не проговорува веднаш штом ќе се роди, оставаме време на времето да созреат некои тие центри практично кои што се одговорни, и тука се пак тие стимулации од фамилијата, играчки кои што може да го дополнително, нели, да кажаме, еве, пак го спомнуваме неколку пати тој збор стимулација, дадат, односно формираат сите тие центри кои се одговорни за овие функции да си го направат своето. Професорке, значи развојот на говорот е еден од критериумите за следењето на невролошкиот развој кај детето? Апсолутно дека е, со тоа што и ако не проговори како што ние очекуваме и споредуваме едно со друго дете, бидејќи секогаш ќе има и имало разлики, некои проговоруваат подоцна, некои проговоруваат порано. Обично вела девојчињата знаат порано, нели, да почнат баба, мама, тие слогови кои што се лесни, и нели се радуваме нормално на истите, тие се врзани со појавата на запчињата, и понатаму тој лингвистички дел се следи и даваме еден простор до третата година. Ако до тогаш веќе немаме врзување барем на еден слог или една реченица, тогаш веќе сигурно дека ќе треба да се договориме понатаму, нели, имаме мултидисциплинарни тимови кои влијаат на стимулација на мозочето, од логопеди, дефектолози и така натака, сите тие кои што дополнително знаат со своите техники да помогнат оние неми зони, зашто на почетокот се неми зони. Ние не можеме веднаш да го карактеризираме тоа дете дека има генерално проблем некаков, освен ако навистина нема проблем. А тоа се знае дека постојат диагностички техники каде треба навреме да ги фатиме за да правите медицински проблеми ги третираме на еден начин. А овие каде што имаме така наречено мотор дилеј или малку непроодело на 13, значи малку заостанување во проодувањето, ништо не мора да значи. Прозборувањето, а тоа ништо не мора да значи. Тие ги ставаме во физиолошки граници. Ама за тоа го одредува детски невролог. Лекар кој ги разбира работите. Потоа веќе ги вклучуваме оние кои што веќе може да влијат. Значи не може кој било да издиагностицира. Апсолутно. Значи знаете како се создаваат понекогаш и моменти каде ќе се каже нешто и се создава неоснован страв. Тој неоснован страв, верувајте ми дека никогаш кога ќе дојдат родителите, не можете со години останува. Да ги разубедите, така? Авторитетот разубедува и вистината разубедува и разговарате сигурно долго со нив за да им кажете што е вистината. Меѓутоа, сепак сметам дека кога бисте се ставиле во нивна кожа и кога некој ќе ви каже вашето дете ќе има проблем ваков или онаков, мора да имате сепак дебела основа за тоа. И она што ми се допаѓа е тоа кое што и го видов сега каде што имав прилика да патувам надвор од државата, значи се седнува со родителите сериозно и се разговара домакински, што би се кажало, значи ако има проблем да се елаборира каде е проблемот и заедно да се најде со што нормално дека првиот шок е шок. Ако навистина нешто не е како што треба, значи се си има начин на кој што треба да се каже, да се увиди и тие физиолошки граници да се дадат
да им се даде место на тие физиолошки граници, не веднаш да се дига паника, а се разбира дека за тоа, еве, јас случајно не го учам ова и не го проучувам, значи имате цели ја науки поставува за тоа. детски невролог, само детски невролог. Ова сите родители треба да го И би сакала сакала еве тоа да го нагласам, значи ние на Универзитетската клиника за детски болести во делот околу проучувањето на сегментите околу развојот на мозокот и оние истражувања што се вршат во однос на развојот на мозокот, јас гледам постојат центри во светот, првата е во Бостон, втората е во оваа каде што бев јас Грейтор Монстрин во Лондон. И јас на вистина сум воодушевена од начинот на кој што пристапот кон тоа, за ако на вистина има проблем, па какова приодот кон тоа дека има проблем, па дури некогаш и хирушки да се реши тој проблем, што кај нас малку се уште имаме и тапкаме во место, ама мислам дека и тој момент ќе го договориме со колегите од неврохирургија, каде ќе можеме стимулативни, дури и неврохирушки начини за стимулација на мозокот, кои што влијаат исклучително добро, особено во прекинување на евентуално рецидивантни конвулзии или така наречена епилепсија. Следното ми беа конвулзиите, но ќе ги поканиме најнапред гледачите во денешната емисија. Во магазинот за родителство се вклучат со нивни прашања. Телефонскиот број почитување ќе биде испишан на екранот. Професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар, неонатолог од септември и детски невролог од Универзитетската клиника за детски болести е наша гостинка. Таа ќе ги даде сите одговори на вашите, но секако и бројни наши дилеми. Значи повелете и вклучете се во програма. Професорке, некои бебиња кога ќе качат температура, развиваат грчеви, фибрилни конвулзии се нарекуваат стручно. Да. Дали се тие вовед во некаков невролошки проблем на детето? И дали се тие невролошки проблем? Генерално, инфекциите кај децата се најчеста причина за она што се случува во првата година, инфекции од горно-респираторни и секакви други, некои имаат и пренатално откриени проблеми кои што знаат да направат одредена порано појавена инфекција, иначе генерално ги заштитува имунолошкиот механизам кај новороденото и кај дојнчето е многу привилегиран, бидејќи ги има антителата од мајката. И знаете како тие реагираат, односно го штитат организмот од чести, евентуално репетирачки инфекции, кои што знаеме секогаш започнуваат со покачување на температура, која треба да значи мобилизација на се што постои во борба против патогениот агент кој што се наоѓа во организмот. Сега, тие температури кај некои дечиња поминуваат безазлено. Значи, ќе се качи температурата неколку дена, ќе се формира имунитетот, се продолжува понатаму, не чини проблем. Имате незрело мозоче, незрели мозочиња кои знаат да изреагираат на покачување на температурата на тој начин што се дестабилизира клеточната мембрана и почнува да трепери, размената на тие така наречени метаболни процеси внатре исто така се пореметува и тоа е тоа кој што практично го вознемирува мозочето. Изгледа многу страшно кога ќе се јават. Така. На вистина, еве јас вчера имав на дежурство едно од тие такви во кои родителите во таа паника, не знам како да ви кажам, не можевме да ги смириме нив, повеќе детето беше се во ред практично, односно беше една банална вирусна инфекција на која треба само да им објасните дека тоа е во склопот на вирусната инфекција, да седнете и да ги смирите. Она кое што секоја фебрилна конвулзија како прв пат кога ќе се јави, во принцип е нешто што е за очекување до одреден временски, пак ќе кажам, период на растот на детето, значи 3 до 6 максимум години до 7. Еве по новите протоколи оставаме да се јават и ако е температура врзана со тие грчеви, онда е во склоп на инфект. Но, секогаш има едно но, не смееме да забораваме да и покрај тоа што даваме одредена терапија, која треба да ја примат тие кои што веќе качуваат температура, која може да биде пак фактор на ризик, да еднашка веќе дестабилизирано мозочето направи повторно конвулзија, односно грч, за да не дојде до тоа, даваме терапија која ќе се прими пред да достигне температурата одредена вредност, која може да го пак дестабилизира мозочето. Ако се појави веќе втор пат, евентуално трет пат, тогаш ги викаме комплексни фебрилни грчеви, тие сепак бараат да се направи електроенцефалографско испитување на мозочето, да видиме да случајно не постои некој така наречен, пак ќе кажам, нем или јасен фокус и понатаму останати диагностички процедури кои бараат да се евентуално исклучи и или стави детето на терапија, а знаат да бидат дел од некој по
да кажам, специфични состојби врзани со температура, а да се врзани и со проблем во мозочето. Значи, никогаш не создавам јас паника. Напротив, јас сум веќе научена на панични ситуации кои треба ние да ги смириме. Но секогаш и смирувањето да има резерва ако се јави втор пат, односно трет пат или повеќе пати, за да случајно во позадина не седи некоја друга работа. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање за докторката. Повелете. Бебенцето ми е месец и пол скоро. Така. Се роди со кефалхематом на главичката. Сакам да ја прашам докторката дали треба да се плашиме од нешто, иако се консултиравме со повеќе педиатри и во болницата каде што се породив, нели? Од сите добив еден одговор дека ќе се повлечи и од мене бараат само трпение. Исто така се консултирав и се допишував со мајки чии што бебина се родени со кефалхематом. Сите ми го дадоа истиот одговор дека се повлекол, ке некои за 3 месеци, ке некои за 6, ке некои за година, различно, дека зависи процесот на ресорбција, но дека се повлекол. Од никога не добив одговор дека имало некој проблем понатаму, нели во растот, во развојот и слично. Така. Од развојот на бебенцето моментално сум задоволна. Главичката почнува да си ја држи, нели, приметува предмети, звуци, реагира на звуци. Ја слушам докторката од почетокот. Го задржува веќе погледот, гледа дека нешто има, слуша, нели? Почнува да се смешка, гуга веќе. Така, се е воредно, но вас е сепак ве мачи помислата дали може би хематомот што го има да остави некакви последици. Да, точно, и дали се повлекува точно како што добив одговор од сите доктори, педиатри, едно охрабрување. Така. Секако ви благодарам што се вклучивте во програма. Професор Кедна, загрижена мајка, што можете да Прво да поздравам мајката, ние да можеме да говориме, можеби ќе треба да пролонгирате емисијата. Секогаш има вака и многу убаво прашање за реален одговор, бидејќи сигурно ги мачи многу мајки. Кефалхематомот обично се јавува при раѓање. Најчесто е последица на тоа што одредена структура, бидејќи се меки структурите во мозочето и кога ќе се роди нели бебенцето, знаеме дека имаме отвори горе на главчето, тие се сутурите на главата, значи черепот е отворен за да со тек на времето токму вакви работи полека се ресорбираат, а тоа е практично едно мало крварење субдурално го велиме ние, значи под самата кожичка која што од самото вадење на бебето знае да се случи и генерално најголем процент од нив, да не кажам дури 95%, со тек на време, сега јас не би оставила 9 месеци, меѓутоа мислам дека до 6 месец би требало веќе тоа да се ресорбира и да не остави никакви последици, бидејќи е површно крварење кое е по склоп на самото раѓање. Убаво е да го нема, секогаш е тоа така, а веќе вие велите на месец и пол детето прати, гледа, следи, така да тоа сето укажува дека очигледно било стварно површно и дека не би требало да има понатаму проблем. Убаво е на третиот месец да се направи едно ехо на централниот нервен систем, но не секој. Еве, јас самата сватив колку е паметно човек да биде реален и да признае, кога учи од подобрите, дека гледањето на ехо на централен нервен систем треба сепак да го прави човек кој што тоа знае да го направи. Имате преглед на структурите во мозочето, токму затоа што е отворена предната фонтанела и го гледате, визуализирате убаво делот од мозокот во одредени сегменти, има крварење, нема крварење. Може би не е лошо да се направи едно ехо на мозочето таму каде што тоа го правиме ние кои што сме поспециализирани за таа работа. Значи да се види дали има нешто такво. Обично нема, бидејќи е пак површно ќе кажам, но веќе кога треба да го елаборираме целиот проблем, ред е да укажеме дека можеби по 5% може да има некогаш и малку некој тип на крварење кој пак ќе речам ради тоа што се отворени фонтанелите си се ресорбира со тек на време. Не знам дали приметувате како порано бев многу оптимист за многу работи и многу пооптимистички ги гледав работите. Сега како поминува времето станувам предпазлива, бидејќи дефинитивно порастот на одредени проблеми што ги гледаме во секојдневието имаат етиологија од раѓањето. Ова не значи дека било каков, да кажам,
укажувам на било какво стравување, него предпазливост. Предпазливост кон тоа, бидејќи се повеќе гледаме пораст на одредени ситуации кои понатаму треба да ги следиме, а ако се навреме, како што кажа мајката, месец и пол. Така, месец и пол. Имате вие време до 3 месеци да се види сепак ехо на мозочето и да бидат комплетно сепак спокојни. 9 месеци е малку доцна. Тоа знае да остави, да речеме, можеби дел од коскената структура да биде малку во тој дел поиспакнато, но тоа апсолутно ништо не значи, само во дел на изгледот, на естетиката. Никакво значење нема. Она што нас ни е од значење, тоа е внатрешните структури на мозокот да не трпат ништо, а ти и да истрпеле нешто, самиот пластицитет на мозокот, запамтете го зборот, пластицитет на мозокот. Значи, мозокот има способност кај новороденчињата и доенчињата, пластицитет, значи и дури да претрпи траума, така наречена примарна, да со тек на време постепено си го доведе тоа на свој ред, односно да таа примарна траума не направи понатамошни никакви проблеми и не прави. Така да сепак е убаво да се само следи, ништо повеќе. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво да ве поздравам, прекрасна ви емисијата. Ви Имам благодарам. едно прашање. Се работи за детенце од година и пол, мислам дека се е во ред со него, супер напредува, оди, по нешто зборува. Сакам да прашам, премногу оди на прстина. Дали тоа нешто значи, нешто на интернет? Колку што отворите на интернетот, толку знаидемо стаж. Така. Нешто пишуваше како за невролошко заболување. Професорки, да немате никој само подпрашања? Доволно е. Доволно е. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Одот на прсти беше и дел од нашиот концепт за разговор, така што можеве да преминеме на тоа. Ви благодарам за прашањето и веднаш ќе ви кажам, прво не се секирете до 3 години. Обично знаат дечињата некогаш кога проодуваат од X причини, да најчесто тоа го прават како некој тип на безбедност да чувствуваат, бидејќи кога ги дигаме и кога се мали, обично негли во предниот дел на прстите, најубаво и најсигурно се чувствуваат. Ти не можат на целото стопало да ги ставите да застанат дури на 6-месечна возраст, туку обично застануваат во предниот дел нели на ноџињата и тој дел останува понекогаш експлоатиран во текот на и самото проодување и да трае до некаде 2 па и до 3-та година, повеќе или помалку. Можда не повеќе од тоа веќе, ако и понатаму, вие са немојте да го терате детето по секоја цена да застанува на стапалото, затоа што тоа спонтано ќе си дојде само по себе со тек на време. И тоа е се уште рано, година и пол нека не ве грижи, голем дел од децата знаат да одат на прсти. Но некогаш, пак ќе кажам, морам да бидам сега веќе предпазлива, како навлегувам се повеќе во проблематиката, а и е ред да го кажам, дел знаат да бидат, да речеме, пример, односно почеток на некоја посериозна, многу ги има така наречени дистрофи или атрофи или некои други типови на конгенитални, да кажам, пореметувања, но тие истите пак ќе ги асоцирате и со останатите развојни делови. Значи не можете да го изолирате само тоа. Ако гледате дека му е равна телесната осовина, дека е исправена, дека детето сепак тоа го прави, а има исправена телесна осовина, значи не се клати на лево или на десно, издржува подолг временски период, па знае да застане на стопалце, тогаш воопшто не е застравување. Оставаме време и не ги терете децата. Понекогаш, знаете како тие го имаат оној феномен на така наречено и наетење. Колку повеќе го терате да прави нешто што вие сакате да го прави, толку тоа обратно го прави. Така да оставите спонтано да си го фати редот со кога ќе му ставите, да речам, патики, тогаш веќе постепено ќе го изгуби феноменот. Тие веројатно го гледаат дома, најчесто тоа знаат, тоа дома да го прави, па за да се подигне малку на столицата или на масичката, па на тој начин фактички го прави овој феномен на одење на прсти. Но ако го ставите во сандала, кондура или што и да е друго, гледате дека со тек на време, кога ќе излезе и со другарчиња, веќе постепено застанува и на стопало. Значи, оставете му време на времето, но ако веќе проложи после 3-та година, тогаш сепак ќе треба да се направат малку поголеми инвестигации. Минималистичко, максималистички пристап. Што значи? Ова е минималистички пристап што го говориме сега вака,
со гледачите и е убаво да овни добијат некаква представа. Но ако на вистина стравуваат и мислат дека нешто и понатаму ги плаши, еве сега на мајката било, мако оди исправно, а само е тоа проблем, вака веќе постепено се пушта, кажува, удира со рачињата на маса, значи ги има сите останати работи нормални, нема зашто да се Нема грижи. причина за грижа. Другите работи сепак ќе покажат минорни отстапување. Ете, тука е окото на оној кој што малку подлабоко навлегува во проучување на мозочето, да го види моментот кога тој момент нема да се вклопи со она што го велиме физиологија. Уште еден гледач. Имаме на вистина денеска голем интерес од страна на гледачите, малку време. Јас ќе го замолам гледачот да биде што поконкретен со прашањето. Добар ден за него. Ало, здраво. Повелете. Поздрав до вас и до професорката. Благодарам. Јас имам новороденче од месец и пол, ова ми е прво бебче. Така. Би сакала да ја прашам, бидејќи кога се породи, ми кажа дека главчето на бебчето има јајцевидна форма и увцето од левата страна беше така свиткано, да речем, и ми рекоа дека всушност бебчето преферирало во стомакот да е свртено на таа страна. И да јас сега нели во текот на растињево да ја вртам лево-десно со главчево за да ја воспостави формава како што треба, меѓутоа еве скоро веќе 2 месеци ќе направи јајцевиднава форма на главчево воопшто не се менува. Искрено она дури се лути, се нервира кога ја вртам према десно, пошто си ја преферира левава страна. Сакав само да прашам дали тоа може да укажува на некакви невролошки отстапувања, дали нешто треба да направиме, некакво испитување, бидејќи главчево стварно воопшто не е тркалезно. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, професорке повелете. Дајте бидете спокојни. Да, се насмејавте веднаш спокојни. така. Бидете спокојни, еве како што кажувам за сите работи така и за ова. Знаете како не случајно ги споменавме тие сутури на мозочето кои што се отворени и кои му треба време до 9-тиот месец даваме средна вредност на затварање на тие сутури. И тие знаат да ја променат главата, сигурно витамин D примаат, бидејќи тоа е еден од факторите кои влијае на структурата, на цврстината на коската. Некогаш главчето може да биде појајцевидно, некогаш може да биде почетвртасто. Тие облици, доколку се друго, кога ќе го видите детето е во ред, цица, јаде, напредува како што треба, не сме сите исти. И јас, некои сме плави, некои сме црни, некои сме со зелени, некои сме со плави очи. Различни сме. Но тоа пак е во физиолошки граници. Сметам дека мајката на вистина е убаво што го праша прашањето. Обликот на главчето е различно кај многу кога ќе се родат новороденчиња, но со тек на време, како примаат витамин D, примаат и омега после 3-тиот месец, значи тоа се влијае на развојот на мозочето, влијае на развојот на коските и се си доаѓа на свое место. Него вртете, пошто приметив дека ми рече, дека ја врти главата, онака како што сметам она дека увцето било, веројатно во утробата на мајката, 9 месеци било така свртено. И сега му треба поло тие 9 месеци за да дојде на свое. Така обично се вели, нели? Така да оставете го, ќе си дојде све на свое и на да кажам, како што треба. Здравието на детето се гледа преку здравието на мозочето и ова што го говориме денес. Овие минорни работи се сигурно дел од грижата што секој би ја имал родител. И затоа сме тука да им помогнеме да ги ослободиме таму каде што вистински треба да ги ослободиме. Таму каде што вистински има проблем, се гледаат работите многу брзо. Само треба да се оценат кога е тоа правото време. Професорке, стана секако работи кои што не стигнавме да ги продискутираме, како што е млитавоста на телото, зафрлањето на главчето наназад, но еве јас веднаш ве канам повторно да бидете наша гостинка во едно од следните изданија на магазинот на родителство. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.